Почитувани присутни, почитувана јавност, ја отварам 10-та редовна седница на општина Тишиново Блешево. Записникот од 9-та редовна седница, отварам расправа по него. Дали има некои забелешки? Бидејќи никој нема, записникот го ставам на усвојување. Кој е за? Ви молам да гласаме. Ранче? Со 11 гласа за, констатирам дека записникот е усвоен. За денешната седница го предлагам следниот дневен ред. Измени и дополнување на буџетот на општина Тишиново Блешево за 26-та година. Прв ребаланс. Втора точка. Извештај за реализација на одлуки донесени од Совет на општина Тишиново Блешево период 1.1.31.3.26 година. Трета точка. Предлог член на управен одбор во ИАУ детска градинка Звездички. Четврта точка. Предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка со општина Зрновци. Пета точка. Барање финансиска поддршка за реализирање проекти активности од страна на ЗРР Наше јато, општина Тишиново Блешево. И шеста точка, прашања. Отварам претрес, дали некој бара збор? Може ли прва точка да биде таа за Наше јато, пошто днес тя мора да Ако се слагат сите советници. соработка со Сдруженијето, мора да одредим 10 саат до 11 настано со Сдруженијето. Ако може, ако не... Добро. Благодарам. Дали некој бара збор по дневниот ред? Бидејќи никој не бара збор, дневниот ред го ставам на гласање. Кој е? Ви молам да гласаме. Ранче? Со 11 гласа за, дневниот ред е усвоен. Преминуваме на првата точка. Се извинувам. Петата точка, финансиска поддршка за реализирање барање, ќе ставиме како прва точка и го молам представникот да се произнесе. Само секунду да ги поделам материјалите. Од точка, таа точка ли? Ви благодарам за можноста што по втор пат ќе ви се обраќам како совет и да ви посакам убав ден, успешна работа и ние како возрастни луѓе мораме да имаме одговорности и поттикнати од тие морални обврски што ги имаме како возрастни, го формиравме Наше јато,
со цел да се спречат некои работи што за жал секој ден ни се случуваат. Вие повеќе од вас сигурно се родители на помали деца. Секој ден слушаме разни неубави работи што се однасат до нас и како родители и како граѓани на оваа држава, што не можеме ништо да направиме. Наше јато најпрво беше формирано, ја бев потикната лично од како настана пожар у Пулс. И си дадов задача додека сум жива нешто корисно да правам у оваа општина. И така да имавме можност да го формираме здружението, меѓутоа ние како здружение мора да имаме партнер, а тоа е општината. И заедно со вас. Значи, ние можеме да донасеме локални одлуки со кои можеме да си го подобриме животот у нашата општина. Меѓутоа, јас повеќе време контактирам со многу здруженија. Првиот пат бев, меѓутоа немаше, до сега нема на дневен ред тоа што го предложив јас првиот пат. Значи, секаде дека и додеме, сега последниот пат кога бев у европските фондови, они повеќе знаат за нашите проекти што се тука, успешни и неуспешни, отколку ние што знаеме и вие како советници што знаете. Кој ни отвори една папка да видиме ние што се случува, значи треба да си ставиме прсто на челото и да бидеме малку поодговорни у однос на нашата општина. А тоа е за добро на нашите деца за во иднина. Да не должам многу, ние потикнавме сега и ќе кажам за еден европски проект што не предупредија од европските фондови. Значи, ние нема да имаме одобрение никаков проект за донација, за тоа што сите донации се злоупотребени у нашата општина. Тоа ми е кажано од европските фондови. Значи, ово ви го кажувам да се сплотиме сите за да нешто направиме. Од нас за прочистителната станица у Кучино. Таа не работи неколку години, а е донација. И имат информации луѓето што се донирале, кој е поднасал тоа не знам, меѓутоа луѓето се запознаени со тоа. Значи, ние втора прочистителна станица, ако сакаме да градиме у општината, значи ќе не идете на проблем. А општината нема средства за да изграде сама прочистителна станица. Значи, ние донациите ги злоупотребуваме, а тражиме други донации. Значи, тука да мора да расчистите како совет, да донасате локални одлуки, што треба да се прави, да ги задолжувате луѓето што се вработени тука, да си ја гледат работата. Ние како здружение што имаме обврска. Ние како здружение имаме обврска, имаме соработка со повеќе луѓе од здруженија што се активни. Значи, да ги обучиме децата за традиционална храна, да ги обучиме децата со некои техники. Значи, тоа ни се обучувачи у кои ќе земат учество сите школи од општина Чичиново Облишево. Ќе видиме децата за што се заинтересирани. Сега треба да патувам, веќе ни е понудено и за гранчарство некои деца, ако сакат да покажат интерес. Меѓутоа, за да ние сето тоа, еве сега ја до ден денес ходам на мој трошок, нели, на ово. И не ми е жал. И секојаш ќе помагам за општината. И секој пат транспарентно сакам. За било што, заедно да разговараме, ние како граѓани да допринесеме у општината, вие како совет да бидете одговорни и да донесете одлуки што стварно ќе бидат корисни за нашата општина. А ние сме тука како граѓани одговорни за се што треба да се случува у општината, да дадеме поддршка и да земеме учество у добрите работи. Секој пат стоиме на располагање, наше јато ќе работи мимо вашите одлуки што треба да се случуваат. Значи, меѓутоа, пак ќе кажам, за било кој проект ние да аплицираме, значи ние направивме, подпишавме договор, мислам со градоначалникот, со општината за соработка. Значи, транспарентни. Секој пат ви стоиме на располагање за се што треба да се потроши, за се што треба да се направи. Ние дури треба да се радуваме кога ќе земеме првата активност да ја направиме успешна, да се пофалиме со тоа, на дечињата и да дадеме мотивација да бидат подобри. Не да се горат со цигари, не да се малтретираат, не да се прават, за тоа што луѓе ојдовме на дното. Јас како родител, како баба, сакам да
да го потенцирам тоа и имате го сите предлого, ако сте расположени да работиме ние како граѓански сектор, да даеме допринос у општината, позитивен допринос, и да аплицираме за проекти у кои општината ќе има бенефит. Лични интереси тука нема. Значи, ова е колективна одговорност за сите нас. Вие како совет, вие имате поголема одговорност пред граѓаните, ние само се нудиме да бидеме дел од работата у општината. Ваше, што ќе одлучите, како ќе одлучите, значи, оставам на вашата совест и вие како мислите, така одлучете, јас ќе го почитувам секој ваш глас и да не должам многу, пошто треба да патувам, за тоа сакам да се фалам ви на што ме Отворам слушавте. претрес по точката. Дали некој ба разбор? Бидејќи никој не ба разбор, точката ставам на гласање, ви молам да гласаме. Петата точка. Како се одјавиш и да се најавиш па? Не? Добро. Тројца не се гласали. Бранче? Воздржан. Уште ден нема гласано. Добро. Благодарам. Со 10 гласа за и 1 воздржан, констатирам дека барањето е усвоено. Преминуваме на првата точка, измени и дополнување за буџет на општина Тишиново Облешово за 26 година. Го молам представникот да се произнесе. Представникот нека се произнесе. Кога го гласавме буџетот за 26-та, ви најавив дека ќе имаме измени у април, затоа што имаме дополнување у пракса у претходните години, и тоа е согласно член 9 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа. Значи имаме основен дел 4,5% од наплатениот данок на додадена вредност осварен во претходната фискална година, дел на перформанси 0,75, дел на воедначување 0,75. Значи ние имаме зголемување дел на воедначување 6.660.018, дел на перформанси 2.442.662 или вкупно 9.102.680. И претходно ви бев најавила дека имаме планирано на одредени ставки само до неколку месеци у годината, и затоа имаме зголемување кај советот. Значи имаме од 5.184.352 зголемување на 7.314. Зголемување кај градоначалник имаме 2.045.500 на 2.414.500 од причина што платата на градоначалникот и други трошоци беа планирани само за неколку месеци. Исто и кај општинската администрација, значи платите на администрацијата беа планирани само до месец јуни. Кредитот што е земан во претходните мандати исто беше планиран само првите транши, и затоа е зголемен од 1.500.000 на 2.900.000. Комуналната такса за јавно осветлување исто беше планирана само за неколку месеци, сега е зголемено. За сезонците што ги ангажираме преку јавното комунално предпријатие од 500.000 е зголемено на 1.150.000. Кај градинката немаме промени, значи очекуваме да имат зголемување од Министерството и најверојатно у наредниот месец дена ќе имаме или проширување или ребаланс на буџетот. Школите си имат зголемено само за приходите од мината година и се распоредени поставки како што имат потреба.
Ако има некој конкретно за некоја ставка да праша, Благодарам. ќе разјаснем. Го молам и председател на комисијата да се произнесе. Благодарам, председателе. Почитуван председателе, почитувани колеги советници, Комисијата за финансии и буџет одржа комисија. Буџетот беше ребалансо разгледан, имавте објаснување од лицето задолжено за буџетот финансии и буџет и самиот буџет немаше никакви измени, е препратен на самата седница до Советот. Тоа е ставот на Комисијата на финансии и буџет, беше едногласно препратен до Советот. Толку. Благодарам. Отворам расправа по точката. Кој бара збор? Повели Гроздев. Благодарам, председателе. Јас го разгледав буџетот за ребалансот и имам неколку предлог одлуки. Шифра 4001-120. Има 7 милиона и 900, сега има со ребалансо 11 милиона 740. Барам предлог одлука. 60.000 денара за црквата у Теранци. Може ли само да ми кажеш од која ставка е тоа? 401-120. Таме ги тоа има под програм. Тоа е плати за државни службеници, а планирани се, значи, платите до краја на годината. Ама има 7 милиона и 900, сега 11. Да, затоа што и претходно ви бев кажала дека се планирани платите само до 6 месец. Тука нема планирано нови вработувања, само е испланирана платата до краја на годината. Добра, оваа 401-1308 ни плати на и други вработувања. Од 700.000 на милион Исто 032. е, значи тоа е техничкиот персонал. Значи, поделено е, вие гледате од вкупното, нели, не по подставки, имаме, нели, градоначалник, државни службеници и други вработени. Значи, тие други вработени А се новите технички... вработувања од која ставка земат плата? Вработените моментално што се преку агенцијата за привремени вработувања од 427 на Е0. Тука е од 350 на 900.000. Затоа што се уште не е пуштен огласо и треба да се пуште ако има до краја на годината. Значи, не се искористат средствата, ќе имаме секако ребаланс и ќе се префрлат на кое конто има потреба. Сега во одговорно ли го тврдеш дека е така, основни плати на државни службеници? Да. Значи, државни службеници само вие гледате од вкупното без подставка. Значи имаме Е0 општинска администрација 401, 110, значи од Д0 е за градоначалник, 401-120 е за државни службеници, 401-130 е за други вработени. Други вработени се однесува на техничкиот персонал, не на вработени што ќе дојдат у општината нови, ако мислите на тоа. Да. Значи, имаме две преку агенција за привремени вработувања и доколку се распише оглас за нив, тие се веќе планирани во ставка Е0-401-120. Зборам за вработените преку агенција за привремени вработувања што веќе работат. Нови планирани вработувања нема. Па не, ја мислам вие да не се за нови. Не. Значи тоа е технички персонал, само се по закон разграничени по ставки. Вас ве буне тоа што е други вработени, меѓу тоа не се државни службеници, него се технички персонал. Че имаме возач, кафекуварка и значи хигиеничар што е веќе цела година на болува. Да. И тие средства се конкретно за нив. Меѓутоа, како и сите други, и за градоначалник, и за државни службеници, и за други вработени, планирани беа платите до јуни-јули, не ме држите за збор, меѓутоа сега се само испланирани до краја на годината. По најава на градоначалникот, значи јас не можам да дека нема да има нови вработувања.
Благодарам. Благодарам. Дали има некој друг прашање? Бидејќи никој нема. Повели? Значи, тука се работи за лаптопите што моментално ги користите, а не се платени. Не беа планирани у претходниот буџет, сега се планирани и тие, значи, многу нормално треба да се платат. Имаме фактура за нив. Добро, може. Значи да прашам, значи јавна набавка веќе направена, а не предвидени средства у буџет. Да, затоа што немавме средства. Ама требало да бидат предвидени. Имавме делумно планирани и сега, значи по јавната набавка се виде која сума е, договорот е направен и се зголемени со ребаланс. Јас ве разбирам, меѓутоа знам дека за да се направи јавна набавка треба да бидат предвидени средства во буџет. Знаев дека е за нив, значи знаев дека јавна набавка се прави од кога ќе бидат предвидени средства, од кога ќе бидат предвидени се прави јавна набавка, меѓутоа тука беа обратно поставени работите. Значи тоа беше мојот револт, председателе да ви кажам. Значи јавна набавка се прави кога веќе ќе има предвидено средства во буџетот. Сега е работата направена обратно. Сега можете да ги предвидите, меѓутоа мислам дека според мене не е во ред. И затоа нема да го поддржам овој ребаланс на буџет. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг има збор? Ти имаше збор или реплика сакаш? Веќе имаше збор ти. Имаше реплика. Сакам да врзам нешто сега. Ајде реплика. Благодарам, председателе. Сакам да се надоврзам на дискусијата на колегата Бранко. Ова предвидување е закаснето. Мислам, може да испадне и крвично. Први се предвидуваат средства, а после се праве набавка. По теорија е така, меѓутоа у пракса е малку поразлично затоа што и сами гледате колку ние бевме ограничени со буџето, а и некој пат лицата од финанси не се ни известени каква јавна набавка ќе има. А види вака. А што ќе се деси ако Советот не ја изгласа ребаланс, за тие пари како ќе се платат? Нема да може да ги платам. Значи не треба први да се набават, после да се донася. Па да, ама јас за тоа не сум виновна, кај мене кој Не, ја не ве обвинувам. и ја морам да ги планирам. Нема баца. Поставуваш прашање, почека одговор. Мислам, окей. Бидејќи нема, извеште го ставам на гласање, ве молам да гласаме. Бранко против. Извини. Александър за. Двеца нема гласен. Не глас. Со 7 гласа за, 2 воздржани и 1 против, констатирам дека ребалансот е усвоен. Благодарам. Преминуваме на втора точка за реализација одлуките донесени од општина Чиново Облешево. Повели Емилија.
Значи, извештај за реализација на одлуките донесени на Советот на општина Тишиново Обришево за периодот од 1.1 до 31.3. Наброени се сите одлуки за тој период, за првото тромесечие. После одлуката е истакнато дали одлуката е веќе реализирана, дали ќе се реализира. Ако имате нешто прашања, повелете. Ипак одлуките се виш се минале на совет и вие сте ги гласале. Благодарам. Отварам претрес по точката. Кој бара збор? Бидејќи никој нема збор, извештајот за редици го ставам на гласање. Ви молам да гласаме. Бранче? Аце? За. Уште не е гласал. Добре, за гласале? Гласале? Втората точка. Втора. Да се произнесе. Благодарам, председателе. Почитувани, барањето за промена на член во управен одбор беше доставено до вас на разгледување, мислам, пред 2 седмици. Така, бидејќи за промена на член во управен представник од Министерство, Советот го назначува и разрешува по предлог од министерот, така да општинската администрација достави барање за предлог до Министерство. Вратено ни е, значи, известување дека нивен предлог е Мелита Анчева од село Кучишино и сега лицето Мелита треба да се стави на разгледување и за назначување нова седница. Благодарам. Кој бара збор? Само прашање, а Анчева или Ацева? Ацева. Рековте Анчева. И тоа грешка сум, најверојатно јас не го земав Океј. известувањето со мене, може да сум грешка, да, благодарам. Дали некој друг има збор? Бидејќи нема, ви молам да гласаме. Александар са. Бранче? Воздържан. Со 9 гласа за и 2 воздржани, констатирам дека предлогот е усвоен. Благодарам. Преминуваме на 4-та точка. Предлог за восствување на меѓуопштинска соработка со општина Зрнавци. Повеле Емилија.
Вака, и претходно имавме меѓуопштинска соработка со општина Црновци, воспоставување. Имавме една прекинување, значи општина Црновци тражат од нас меѓуопштинска соработка во областа на заштита на животната средина и комуналните работи. Законски е се, значи нема никаков проблем за да излеземе во сусрет, да направиме одлука и да направиме меѓуопштинска соработка. Ако имате прашања, повелите. Отварам претрес по точката. Молам кој има разбор. Бидејќи никој нема разбор, го ставам на гласање. Молам на гласане. Атка? Можеш там сега. Бранче? Добро. Со 5 за, 1 против и 5 воздржани, констатирам. Толку е 5. Констатирам дека предлогот не е усвоен. Преминуваме на 5. Може? Вака, председател, согласно член 90 од деловникот за работа на општина Чешиново Облешово, барам поименично гласање. Согласно член 90 од деловникот. Поименично. Благодарам. Може ли 5 минути пауза?
Значи, по поименечното гласање, со 5 гласа за, 4 воздржани и 2 против, констатирам дека не е усвоен предлог за постување на меѓуопштинска соработка. Преминуваме на 5-та точка. Прашање, градоначалникот не е тука, ако имате некои прашања до администрацијата или и прашајте, ќе ви видат од градоначалникот во писмена форма доставени прашањата. Повели Гроздан. Благодарам, председателе. Председателе, што имавме расправа околу Успанчево Борчињата. Ама сега Успанчево има тие што местат бандерите кран. Дали може градоначалникот да и... Мислам да се договори со ни, да ги изчистат тамо со обработените. Од Успанчево 2-3 дена се веќе тамо. Благодарам, ќе го известам на градоначалникот. Ако може се не до утре празник, а може не знам докога ќе бидат тука. Идеално да се искористе крана да и качат да изчистат джитија. Да, благодарам, ќе го известам на градоначалникот. До тебе е прашањето. Прашање до мене не се поставуваат. До мене прашање нема. Прашање мора да има. Нема. Прашање може до администрацијата и... Ќе го пренесеш ти. Така. Значи, предпоставам дека многу сакат да го постават тоа прашање, ама од кои причини мене не ми е јасно. Ќе соверам малку храброст ја и ќе го поставам прашањето председателе. Најверојатно комуницирате и контактирате со градоначалникот, конечно дали има намера покрај сите овие сега цифри, бројки, ребаланс, доделување на пари, ваму, таму, лево, десно, дали има конечно намера да почне со исплата на паушалите за Совето. Значи, опатено до тебе, вие ќе го пренесите до него. Иако знам дека многу сакат да го постават, ама од кои причини не ми е јасно. Сите сакат, ама еве јас собрав храброст во име на сите, поставите му го прашањето, мислам дека гледам за некои работи непродуктивни според мене, дали согласно овај ребаланс и пред тоа буџетот, гледам одат како од ракав делиме пари, мислам дека луѓето ги следуваат пред се законски, никој не тражи ништо повеќе од тоа што го следува. Сие законски, за тоа го поставам прашањето, вие преку вас да му го поставите, има намера да почне или нема намера, или да се тражи другочари. Поставено и ќе ви одговорам. Благодарам. Дали некој друг има прашања? Бидејќи нема, е затворена оваа точка. Бидејќи сите точки дневниот ред ги исцрпевме, ја затварам 10-та редовна седница на Тишиново Облешево. Ви благодарам за присуството.